Денеска се собраа толку голем број на луѓе на овој настан. Недела за недела, викенд за викенд отвараме уште едно модерно баскет игралиште каде што ќе можат најмладите ученици на Основното училиште Ацо Шопов, но и сите граѓани на населеното место Радишани да се забавуваат на едно модерно баскет игралиште стандардизирано според ФИБА стандарди за баскет на 3 на 3. Ова игралиште е некаде во вредност од околу 2,3 милиони денари и навистина станува збор за еден велелепен проект кој што ќе даде еден убав квалитетен момент за дружба на сите луѓе во ова населено место. Се наоѓаме во училиштето Ацо Шопов, поточно во дворот на училиштето Ацо Шопов. Веднаш до нас има едно тениско игралиште кое што е малку така во позастарена форма и едно фудбалско игралиште кое што е многу давно изградено пред 20 на години. Во наредниот период убеден сум дека ќе ги реконструираме сите овие три игралишта и ќе добиеме еден убав квалитетен спортски комплекс. Спортот е итекако битна работа, битна карика за да се развива едно општество квалитетно. Бутел е спортска општина, но каскаме, морам да си признам, со спортската инфраструктура и во таа смисла јас и мојот тим си дадовме за цел да работиме за да ја поправиме спортската инфраструктура и по тоа да бидеме предводници на државно ниво, здравје Боже. И не само однос на спортот, на неколку метри од тука, на 50 на метри од тука се наоѓа и реката Серава, каде што уште на самиот почеток на мандатот ја исчистивме. Во моментов се проектира изградба на здравје Боже ново корито и нова трим патека и на некој начин ова место, овој дел од Бутел ќе добие сосема една нова слика. И она што исто така битно и во овој момент би сакал да го спомнам дека во соработка со Министерството за образование одвоени оваа година се и сериозна сума на средства за доградба на Основното училиште Ацо Шопов и конечно да го надминеме оној проблем со дечињата кои што немаат каде да се сместат после часовите. Така да тоа би било вака накус и уште еднаш ви благодарам што дојдовте и сосема на крај голема благодарност што денеска тука со нас заедно е претседателот на ВМРО ДПМН доктор професор Христијан Мицковски кој што навистина знае на вистински начин да ни измотивира сите како градоначалници да го сработиме она што го ветивме, па и малку над тоа. Ви благодарам на сите.